Не набавуваме руски вакцини за да не ни бидат вишок. Ова може да се заклучи од изјавата на премиерот Заев на прашањето зошто Македонија ја игнорира руската вакцина Спутник В. И додека Македонија има само 4000 вакцини. Според Заев, земјава засега нема потреба од дополнителни дози, бидејќи доволни ни биле оние кои сме ги нарачале од Ковакс механизмот, оние на Синофарм и на Фајзер. Тоа што е уплатено или договорено со Кина, тоа што го имаме како понуда со соседите, дел помогна, дел се уште понудите се отворени. На крај може да се доведете во состојба да имате 3 милиони вакцини за 1 милион граѓани вакцинации или 2 милиони потребни вакцини. Така да тука се прави одмерувањето. Заев уверува дека понудите од Русија за набавка на руските вакцини не биле игнорирани, иако вчера од руската амбасада во Македонија за Алфа открија дека на владата и биле ставени на маса неколку понуди за набавка на Спутник, уште од есента, но одговор или официјално барање од македонските власти не добиле. Граѓаните разочарани и револтирани, затоа што надлежните немаат набавено доволен број на вакцини, но уште повеќе што немаат ниту избор за истите. Тие молат Бога што поскоро да стигнат поголем број на вакцини, но и ја бараат и веруваат на руската вакцина. Дали треба владата, односно Македонија, да ја набави руската вакцина? Да, сите подеднако. Па секој да може да се вакцинира со како што сака, ако има можности да бира. А вака само со една. Тешко кој ќе доживи, ќе умремо док стигне вакцина. Немаме избор. Ама ние ако чекаме од овие наши ништо нема ни да направат, ни од Филипчо, ни Заев. Треба да се набави и руската вакцина, да имаме повише избор. Мислите ли дека треба и руската вакцина да ја набави? Да, обавезно. Да, руските се така викаат поефикасни. Во меѓувреме тече процесот на имунизација во земјава. Досега повеќе од 400 здравствени работници од ковид центрите ја завршија половина од работата и за 3 недели ќе треба да ја примат и втората доза. Инаку на официјалната страница vakcinacija.mk се пријавиле повеќе од 53.000 граѓани за вакцинирање, а 32.000 лица над 70 годишна возраст тоа го направиле преку матичните лекари. Но дополнителни вакцини Македонија засега нема. Во меѓувреме владата на последната седница одлучи да даде дозвола за набавка на вакцините преку Ковакс. Очекувањата на властите се дека овие вакцини ќе пристигнат до март, освен оние што пристигна од Србија. Се друго е ставено на чекање.